ВМРО-ДПМН за внедела подготвува колективна презентација и отчет за сработеното на неговите градоначалници во првите 100 дена мандат. Целта, според партиските ведувања, е транспарентност, отвореност и пред се одговорност кон граѓаните, а сето под наслов промени што носат иднина. Со што ВМРО-ДПМН ја продолжува својата практика на отчетност и отвореност кон граѓаните. Ова е само почеток на една манифестација која што всушност ќе трае и во следните 3 недели со 6 регионални помали отчети. Македонија се менува на очиглед на сите граѓани во Македонија, пристапот кон политиките, кон граѓаните, кон она што значи една одговорност кон функцијата градоначалник и кон локалните самоуправи. Во источниот регион ВМРО-ДПМН победи во Штип, Кочани, Виница, Карбенци, Облешево, Чешиново, Зрновци, Пехчево и Свети Николе. Што дел од градоначалниците мислат за својата работа во изминатите 100 дена? Како градоначалник на овие 100 дена сум задоволен од работата, пошто нас не зафатија зимен период, немавме многу активности на терен, но за овие зимни денови ги искористивме во објавување на тендери за изградба и реконструкција на улици, баравме инвеститори и аплициравме нови проекти. И завршени се неколку проекти во нашата општина. Со оглед на ситуацијата, значи моментално јас морам да признам дека сум задоволен од првите 100 дена. Сето она до сега во рок од овие дена што ни беше замислено, веќе се остварува, така да јас сум убеден дека целата програма до крајот ќе биде реализирана. Далеку најважно од се во вакви прилики е што за работењето на градоначалниците мислат граѓаните. Да. Презадоволни сме. Па сега за сега, убаво се работи човеку. Таков градоначалник не е мало и нема да има. За сега супер, одличен. Ваков нема. Рано е уште да се каже. За почеток е добро. Задоволна. На ниво на државата, ВМРО-ДПМН на изборите во октомври освои 42 градоначалнички мандата. На колективниот отчет е предвиден за недела ни специјален настан кој ќе се одржи во Македонската филхармонија.